Добро, вече имаме уште една тема, а тоа е храм во времето. Обично кога зборуваме за храмови, ние сме научени да зборуваме за свети места. Вечерва зборуваме за свето време. Животот на човекот се одвива и во просторот и во времето во исто време. Пред некој ден прочитав дека на прагот сме на нова квантно-механичка теорија. Тоа е една теорија која има амбиции да ја објасни сета реалност. Вие знаете дека на почетокот на 20 век имаме две конкурентни теории. Едната е теоријата на релативитетот на Ајнштајн, а другата е квантно-механичката теорија на Нилс Бор. Едната теорија на релативитетот, одлично се вклопува во космички вселенски димензии, каде имаме патување на светлост, каде имаме црни дупки и се смета дека теоријата на Ајнштајн таму функционира. Меѓутоа, кога е во прашање субатомското ниво, каде имаме исклучително мали димензии и исклучително големи брзини, се предпоставува дека се дури побрзи од брзината на светлината, квантно-механичката теорија е подобра за објаснување. И дури некои физичари велат едната и другата добро објаснуваат, ама кога ги споредите заедно изгледаат контрадикторно. И тоа е многу интересна работа. И обете се бават и со простор, се занимаваат и со просторот и со времето. Меѓутоа, ние не живееме во вселенски димензии, не живееме на субатомско ниво, ние живееме во простор и време во кои се уште во нашите животи, во нашите односи важат Њутновите закони. Не се движиме со брзина на светлост, немаме толку мала тежина како субатомските честички и сепак ние живееме во време и простор. Интересно е дека поголемиот дел од животот интервенираме во простор, во единица време. Ние како суштества сме обседнати со просторот. И се што чиниме е во простор. Работиме, создаваме, заработуваме, правиме кариера, основаме семејство, се што чиниме во простор, во единица време. Меѓутоа, понекогаш толку сме обседнати со овие работи во просторот, да го занемаруваме суштинското постоење, а тоа е дека исто постоиме во време. И толку некогаш многу интервенираме во просторот, да го занемаруваме времето, и одеднаш тоа време може да се прекине и просторот во кој живееме повеќе нема никаква смисла. Затоа вечерва размислуваме за времето и како квалитетно да го проживееме нашиот живот. Просторот сметаме дека можеме да го контролираме, а времето го менаџираме. Јас верувам дека времето може да биде релативно на субатомско ниво, може да биде релативно во вселенски димензии, меѓутоа времето во зависност што доживувате може да ви поминува бавно, односно тоа е нашата импресија, или да ви поминува многу брзо. Обично кога студираат на студентите семестарот, полугодието им лета како птица, едноставно не забележуваат. Обично кога ќе дојдат свежи студенти, кога на почетокот на септември им велиме слушајте сега, една од најбитните работи е менаџирање на времето. Морате да научите да си располагате со времето. Студирањето интензивно, се бара многу од вас, морате да читате многу, морате да учите многу, морате да пишувате многу и морате да ги исполните своите обврски на време. И студентите обично се смеат. И кога им кажеме дека треба да почнат да учат денес, од утре е доцна, повеќето студенти трчаат во библиотека, земаат книги и учат. Има студенти кои тоа не го прават. Меѓутоа, кога ќе дојде крајот на семестарот, студенти кои највеќе доаѓаат кај мене и велат дека сме ние професорите во право, се оние студенти кои биле рамнодушни на почетокот на семестарот и не си го менаџирале времето како треба. Значи, ние не можеме да го сопреме времето, не можеме да го забрзаме, не можеме да го забавиме, ние само можеме да располагаме со него. Интересна работа е дека, дали сте го чуле изразот, и тој израз е безсмислен. Немам
време. Изразот немам време во превод значи во овој миг тоа што ти го бараш од мене или го сакаш од мене не е приоритет. Постојат некои други приоритети. Нормално, не можете на луѓето да им кажете извини ти во овој миг не си ми приоритет. Луѓето може и да се навредат. Меѓутоа, тоа е она што ние го чиниме. Сега, постојат и опити да се контролира времето. Кога бев студент, ноќе работев, дење помалку спиев, а после морав да одам и на часови. И бидејќи Англија, воопшто Западна Европа, тоа е еден суров капитализам, за да се реновираат одредени продавници кои преку ден заработуваат, ти изнајмуваат обезбедување и работници кои треба да ја реновираат продавницата ноќе. Меѓутоа, бидејќи овие работници може да крадат, и обично се тоа продавници за мобилни телефони, продавници за компјутери, бела техника, апарати за домакинство, помали или поголеми, а понекогаш и апотеки и веледрогери, тие изнајмуваат едно обезбедување, еден човек кој тука со работниците е цело време и кога тие се заминуваат дома, нивна должност е да ги отворат торбите и да покажат дека не зале ништо со нив. Помеѓу останатото работе во една веледрогерија, работниците завршуваат некаде до кај полнок и вие до сабајле, јас до сабајле, до 6 до 7 саат морам да сум тука. И така идејќи низ веледрогерии гледате разни производи и едно од најскапите производи кои ги има во веледрогериите се она што велат англичаните anti-aging. Значи, производи креми кои спречуваат старење. И јас ги посматрам и се велам, овие производи прескапи се, значи многу често луѓето треба малку да внимаваат за да може да ги купат, но овие не ги спречуваат, не го спречуваат старењето, не го сопираат времето, туку само чинат да луѓето изгледаат малку помлади, односно на нивното лице и тело да не се забележи дека се толку стари. И тоа е добра работа. Луѓето треба да водат сметка за себе. Зошто да не? Ако можат да изгледаат помлади, посвежи, тоа е одлично. Меѓутоа, мојата поента е дека времето не можеме да го контролираме. Времето е дар, даден од Бога, кој треба да се искористи. Времето и вака и онака ќе мине. А што ние правиме во тоа време е најголемото прашање за сите нас. Како го мериме квалитетот на животот? Простор или време? Веднаш да кажем и простор, и време. Ние живееме во простор, создаваме во простор, постоиме во простор и постојат работи во тој простор кои навистина треба да се задоволат, да се заработат, да се одработат и така натака. Меѓутоа, понекогаш ние во тој простор, како споменав, сме премногу оптеретени и забораваме на времето. Еден од симптомите како ние сме обседнати со простор е што ги одложуваме битните работи во животот. Сега сум млад, морам да заработам, а подоцна ќе се посветам на семејството. После ќе дојде време кога ќе се рече, децата растат, треба да одат на факултет, треба да се заработи, после ќе се посветам на семејството. Тогаш децата ќе се оженат и омажат, ќе дојдат внуци, па ќе каже, треба нешто да створиме и за нив. И така животот минува, и на крај кога човекот решава малку време да одвои за своето семејство, можеби до тоа време нема да дојде никогаш. Што значи мора да постои одреден баланс што правиме со просторот и што правиме со времето. Ако ништо не правиме во просторот, времето ќе биде најдосадно кој може да постои на овој свет. А ако сме премногу во просторот, едноставно убавите работи поминуваат околу нас. Денеска сакаме да го измериме квалитетот на животот во поглед на просторот и времето. Најдобро место од кое може да се почне кога е во прашање мерење на квалитетот на животот е создавањето на светот. Интересно е дека Бог создава со тоа што интервенира во простор. И Бог рече, нека биде светлина и бидна светлина. И Бог виде дека светлината е добра и Бог ја оддели светлината од темнината. Бог ја нарече светлината ден, а темнината
ноќ. Интересно е дека Бог интервенира во просторот, меѓутоа таа интервенција е секогаш омеѓена со време. И беше вечер, па утро, ден прв. Интересно е дека Библијата почнува со зборовите а во почетокот или во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Интересно е дека уште на почетокот на Библијата ги имате овие две идеи. Во почетокот време, простор, небо и земја. Што значи тоа простор и време е дадено од Бога. Тоа е дар. Сега Бог го пополнува и тој простор и тоа време. Згорена се, како реков, почнува со време во кое Бог создава простор. Сега, како Бог создава? Бог создава со план. Бог не создава без план. Бог не почнува нешто, а да претходно нема добро разработен план. Како тоа го знаеме? Затоа што создавањето е поделено на денови, во кои Бог создава простор, а потоа го исполнува просторот со живи и неживи созданија. Интересно е, кога бев студент, имавме професор по христијанска етика и тој имаше обичај да каже, пред да станеш сопруг, формално, да влезеш во брак, ти веќе во својот ум и во своето срце треба да бидеш сопруг. Пред биолошки да станеш татко, во своето срце и во својот ум треба да станеш родител. И тој велеше, пред Бог да создаде желудник, создал Хана. Пред Бог да создаде бели дробови, односно пред да создаде бели дробови, создал воздух. Што значи Бог прво создава услови, а потоа во тие услови создава нешто што може да живее. Сега, дали знаете Бог што створил во петиот ден? Според прва Мојсеева прва глава. Што создал третиот ден? Ова сега што ќе ви го прикажам, ќе ви помогне да добро запомните, оти дури и децата во училиште се бунат. Првиот ден Бог создал светлина. Интересно е дека во четвртиот ден создал небески тела како што се сонцето, месечината и звездите. Сонцето и месечината не се споменати по име, иако евреите имаат имиња за сонце и месечина, туку се споменати како мало и големо видало. Причината за такво нешто е затоа што овој текст во прва книга Мојсеева, прва глава, е полемички текст. Бидејќи во останатите околни религии, каде Израел живеел и работел, биле пагански религии во кои сонцето и месечината биле богови. А овој текст вели не. Има Бог кој ги создал овие небески тела. И овие небески тела не се богови, овие се само видело големо и видело мало и многу звезди. Вториот ден Бог создал свод кој ги разделува водите над сводот и под сводот. И интересно дека Бог тој ден, во петиот ден, подоцна, го пополнува тој простор со небески птици и водни животни. Значи Бог создава простор, услови, а потоа го пополнува тој простор. Во третиот ден Бог создава копно и растенија, а во шестиот ден создава земни животни и човекот кои живеат на копно и се хранат со тие растенија. Сево ова нам ни вели дека Бог е дизајнер. А за да Бог биде дизајнер мора да има план. Што значи Бог тоа не го прави импулсивно, Бог не го прави тоа под притисок, Бог тоа го прави од задоволство. И оно што е интересно е дека постои седми ден, а тоа е благословено и посветено време. Сево ова претходно е простор исполнет со билки, животни и се разбира човекот. Сега прашање за вас. Колку дена Бог создавал? 6 или 7?
Па овде пишува 7. И сегде има глагол. Овде вели Бог создаде светлина. Овде постави небески тела. Овде вели го раздели сводот, односно небото, а овде дека рекол да се појават животни и небески птици. Овде вели дека Бог наредил да се појави суво копно и растенија, значи наредил, сето тоа се глаголи. А овде Бог создал земни животни, го создал човекот во две верзии, мачко и женско. Значи и мажот и жената се човек. А овде вели дека го благословил и посветил времето. Еврејските рабини велат дека Бог создавал 7 дена, а во 7-миот ден Бог го создал благословот, тоа посебно време, и во тој ден тој одморил. Што е врхушката? Што е врвот на создавањето? Кој е овде врв на создавање? Или што е тоа врв на создавањето? Според сликата. Човекот или посветеното благословено време? Да гласаме. Демократија. Кога е во прашање просторот, кога е во прашање физичкиот живот, човекот е врхушка, кулминација на создавањето. Но кога е во прашање целокупното создавање, благословено и посветено време е кулминација. Тоа нам ни говори дека создавањето на светот не е само материјална акција, туку создавањето на светот е духовна активност. Тоа значи дека светот во кој вие и јас живееме нема само материјална смисла, туку има пред се духовна смисла. Тоа значи дека ако човекот живее само како материјално суштество, човекот често живее без опиплива смисла на животот. Значи, постои некоја рамнотежа помеѓу просторот и времето, меѓутоа времето е кулминација на сево ова. Благословено и посветено време. Во 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. И Бог го благослови 7-миот ден и го посвети, зашто во него се одмори од сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Интересно е дека текстот се вели не до 7-миот ден, туку буквално во 7-миот ден Бог заврши. Штом завршил во 7-миот ден, значи дека Бог бил активен и во 7-миот ден. Тоа не значи дека на Бога му треба одмор. Тоа не значи дека Бог е физички уморен. Тоа значи дека во 7-миот ден Бог работи нешто посебно, да биде благослов за своите созданија. Интересна работа. Тоа го знаели античките рабини и во прв миг било шокирани. Но потоа велат во 7-миот ден Бог создаде благослов. Сега, постои свет простор и свето време во Библијата. Во светиот простор постои ограничен број на присутни луѓе. Колку и да е голем тој простор, свет простор, во него сепак постои ограничување. Меѓутоа, кога е во прашање светото време, не постои ограничен број на луѓе кои може да влезат. Значи, во светото време може да влезе секој. И влегува секој. Само некој тоа го препознава, некој тоа не го препознава. Значи, во свето време може сите да влеземе. Дали сме тука, дали сме на некој друго место, ние сите заедно влегуваме во свето време. Во светиот простор влегуваат само избрани свештеници. Во Библијата, во светињата и во светилиштето и светилиштето над светилиштето влегувале само избрани свештеници. Во првиот дел од храмот влегувале обични свештеници, а во најсветиот дел од еврејскиот храм, во Стариот Завет, исклучиво еднаш годишно влегувал само прво свештеникот. Што значи ограничен број. Се смета дека во времето на Исуса Христа имало околу 18.000 обични свештеници
и дека поради нивната бројка обично им се паѓало само еднаш во животот да служат во храмот во првото деление. А само првосвештеникот на одреден ден, на Јом Кипур, на денот на помирување, денот на очистување, денот на судот, влегувал во најсветиот дел. Меѓутоа, кога е во прашање светото време, за тоа ви е потребна слободна волја, ако сакате вера, одлука да престанете да работите во светото време и вие сте веќе таму. Нема никаков проблем. Не морате да бидете свештеник, не морате да припаѓате на одредено племе Израелево, не мора да бидете од семејството на Арон, не мора да бидете првосвештеник за да влезете во свето време. Секој од нас по слободна волја и со вера може да престане со работа и да се одмори во светото време. Тоа е огромна предност. Светиот простор представува конкретна локација. Дури и подвижниот храм, шаторот на состанокот кој евреите го имале додека патувале од египетската земја, кон ветената земја, тој шатор се расклопувал и склопувал. И таму каде Бог им одредил, шаторот застанувал израелците, го расклопувале шаторот и сиот камп на израелски племиња бил околу шаторот. И неговата локација била подвижна. Но сепак, во одреден миг, кога е расклопен, тој представува одреден конкретен простор. Меѓутоа, кога е во прашање светото време, не е битно на кој простор се наоѓате, вие едноставно влегувате во свето време. Што значи, светото време е неограничено кога е во прашање присуство на луѓе во него. Може да влезе секој, може да учествува секој, може да престане со работа секој и да ужива тој ден. Зошто седмиот ден? Зошто? Кога е во прашање четвртата заповест, помни си да го светкуваш седмиот ден саботата, тој нема толку убавика колку некои други од 10 заповеди. Многу од заповедите имаат некоја практична примена и практична логика, нели? Не уби, тоа не треба никому да му се објаснува многу колку логика има тоа. Или не кради, или не лажи, или не завидувај. Тоа има одредени практични консеквенции веднаш. Меѓутоа, ние луѓето сме такви. Ако за некоја работа нема веднаш консеквенции, ние сме склони да избегнуваме таа работа или да ја направиме очекувајќи дека никој нема да дознае. Во книгата на проповедникот Мудар вели, затоа што нема веднаш казна за одреден проблем, за одреден криминал, затоа луѓето си помислуваат се и се што и работат се и се што. И се поставува прашање, како ние би се однесувале кога би знаеле дека останатите луѓе не гледаат. И такви експерименти се направени безброј, ги имате на YouTube и луѓето се смеат. Меѓутоа, нив не се воопшто смешни. Што се луѓето спремни да направат кога сметаат дека никој не ги гледа. Седмиот ден нема толку логика колку што има другите заповеди. Освен така заповеда Господ. Тоа е тоа. Во саботниот ден сонцето изгрева и заоѓа како и во секој останат ден. Во саботниот ден може да биде сонце, може да биде облачно, може да паѓа дожд, може да паѓа снег, може да биде магла, може да биде ветро. Значи, по ниедна атмосферска промена не забележуваме дека е нешто друго. Саботниот ден, како и сите останати, трае 24 часа. И по ништо не можеме да забележиме дека е сабота, освен така рече Господ. Бог го одредил времето и го обележил со благослов. Тоа е единствената причина. И сега, ние кои живееме и кои сме деца на западната цивилизација, а сите се деца на западната цивилизација, кои го следат размислувањето и праксата на атинските филозофи и на импликациите кои доаѓаат од таа филозофска школа, за атинските филозофи времето е нешто што е зло. Платон копнеел по светот на вечните идеи, сметајќи го овој живот за напразен и за ништовен. А ако одите во Библијата, времето е убава работа, во зависност од тоа со што го исполнувате.
И луѓето во Библијата не се често оптеретени со време. Колку пати сте читале во Библијата дека луѓето умираат во старост сити од животот. Доста им е. Живееле толку долго, исполниле толку работи и велат доволно е. Може да се умре. Зашто тие луѓе не жалат за својот живот? Не жалат затоа што успеале да направат се што Бог бара од нив. Успеале да го исполнат Божиот план. Успеале да исполнат Божјата волја. И тоа носи најголемо и огромно задоволство. Колку пати луѓето ќе ви кажа дека бркале кариера од овој или оној вид, не е лошо да се има кариера и треба да се има кариера. Меѓутоа, кариерата мора да биде достигната и базирана на вистински принципи. На честност, на правичност, на работа, на труд, на желба да им се помогне на другите и пред се на желба да се прослави Бог. Меѓутоа, некогаш луѓето жртвуваат принципи, жртвуваат честност, го жртвуваат својот однос со Бога за да достигнат нешто. И кога ќе се качат на врвот, гледаат дека се сами. И на врвот дува ветер. И не се слуша ништо. И затоа постои изрека, кога ќе се качуваш кон врвот, биди внимателен кон луѓето кои ги среќаваш. И биди љубезен кон нив. Зашто еден ден ќе се симнеш од тој врв, па ќе ги сретнеш истите луѓе, а можеби ќе ти затреба нивната помош. Затоа времето, светото време во Библијата има ексклузивно своја смисла, затоа што Бог го благословил тој ден и никаква друга. Значи, не е потребна никаква човечка институција, не е потребен никаков човечки ум, кој може да ни докаже дека ова време е свето, туку единствено тоа може да го каже Бог, кој тоа време на вистина го направил свето. Сега, конечно, како звучи четвртата заповест? Таа вели, помни го саботниот ден за да го осветуваш. Глаголот помни, на еврејски глаголот закар, кога има за субјект човек, значи дека после помни мора да следи некоја акција која е врзана за нешто што постоело претходно. И помни го саботниот ден. Значи има и секавање за тоа, пази да не заборавиш. И вели 6 дена работи, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Интересно е дека заповедта вели 6 дена работи. Многу луѓе мислат дека четвртата заповест е исклучиво за саботата. Меѓутоа, четвртата заповест исто така вели 6 дена работи. Што значи луѓе кои не работат ништо, кои се мрзливи, тие кршат четвртата заповест. Може да не работат ништо во сабота, ама проблем со таквите што не работат ништо и во останатите 6 работни дена. Што значи празнувањето на саботата и одморањето во неа не значи знак на мрзеливост, туку значи знак на почитување на Бога. А од друга страна 6 дена се работи силно, се работи сериозно и во 7-миот ден човекот одмора. А 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог, што значи тој ден не ни припаѓа нам. Тој ден му припаѓа на Бога. И што тогаш се случува? Вели, тогаш никаква работа не ќе работиш ни ти, ниту твојот син, ниту твојата керка. Ни твојот слуга, ни твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Значи, ниеден за кој сте ви одговорен во животот не треба да работи. Едноставно, престануваме со работа во тој ден. Зашто во 6 денови, сега е ово објаснувањето, зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и посвети саботниот ден. Ете е причината. Тоа е таа логика. Затоа што, празнувајќи го светиот саботен ден, луѓето признаваат дека Бог е нивни создател, ама и нивни спасител. Зошто? Спасението значи дека ние не можеме ништо да заслужиме со своите дела, со својот труд. Ние не можеме да заслужиме Божјата љубов, ниту треба. И слично во саботата не работиме, а Бог не благословува на посебен начин.
На тој начин саботата представува една метафора, една аналогија, дека човекот без труд тој ден ужива прекрасни благослови. Саботата, интересно е дека постоела и пред Синај. Прочитавме во 1 Мојсеева, 2 глава, 2 и 3 стих, дека Бог во тој ден создал благослов и го посветил тој ден. Исто така во 2 Мојсеева 16 глава гледаме дека нешто се случило. Оти Синајскиот наратив почнува во 16 глава. Меѓутоа, соопштувањето на 10 заповеди е во 20 глава. Тоа значи 4 глави пред соопштувањето на 10 заповеди, претходно Бог му вели на Мојсеј: кажи на луѓето дека 6 дена може да собираат секој утро храна, а во 6-тиот ден ќе им дадам 2 пати повеќе, двократно повеќе, зашто во 7-тиот ден нема да им дадам храна, а храната која собрале во 6-тиот ден ќе биде доволна и за 7-тиот ден. И сега некои се обиделе да во првиот ден од седмицата, вториот ден или третиот ден од седмицата соберат двократно храна за следниот ден. Меѓутоа храната траела само еден ден и утре дента црвјосала. Меѓутоа, кога дошол 6-тиот ден, повеќето луѓе собрале дупло храна и траела и во 7-тиот ден и не црвјосала. А постоеле луѓе кои во 7-тиот ден излегле да бараат храна, која Бог е давал од небото, и храна немало. Тоа е интересно дека, како ја разбираме храната? Евреите се интересен народ и што прават во сабота, што чинат? Не работат многу, некои од нив од саботата прават терет и товар, и тоа е точно. Јас имам другар, пастор е во Ерусалим, адвентистички пастор, и го прашам: добро, кога ќе дојде сабота, што прават ортодоксните евреи? Вели, кога ќе дојде сабота, ортодоксните евреи се мачат. Тоа е мака за нив. Тоа е терет. Едва и чекаат саботата да заврши. Зошто? Имаат преку 1600 правила кои треба да ги испочитуваат и не треба да ги прават одредени работи за тој ден. Во Израел, таму каде што живеат евреи од тој тип, да речеме, не викаат лифт, туку лифтот застанува во сабота на секој спрат, во одредени хотели. Во сабота не го вклучуваат шпоретот. И ако имаат соседи евреи, ги викаат соседите да им го вклучат шпоретот. Еден таков живот е навистина тежок и трагедија. И тој човек, овој мојот другар, тој израелец христијанин, они се ретки многу. И ми вели, тоа е мака за нив. Луѓето се мачат. Саботата треба да биде задоволство. Меѓутоа, дури ортодоксните евреи наоѓаат време за уживање во сабота. И тие велат, во сабота треба да се поспие малку и да се стане подоцна. Во сабота, вели, треба да се јаде повеќе, затоа во петок јадете помалку, а во сабота имате повеќе задоволство ако јадете храна. Ортодоксните евреи 10 до 12 дена, ако не и повеќе, не живеат со своите жени во иста соба. Оти кога ќе добијат месечен циклус, живеат во одвоени соби. И затоа секој петок навечер сексуалните активности за нив се обврска. И затоа имаат и многу деца. Овој мој другар ми вели, сите мои браќа и сестри, ги имам 8, имаат по 7-8 деца, и вели, мене ми е срам од нив. Оти ја имам само 5. Тоа е интересен концепт, затоа што кај нив сексуалната активност е поврзана само со прокреација. И ако пратите одредени документарци на жени кои излегуваат, а и мажи од ортодоксната еврејско друштво, ќе видите дека тој живот некојаш може да биде голема мака. Меѓутоа, песна над песните зборува дека сексуалноста е прекрасна работа, ако се практикува на правилен начин и во бракот. Меѓутоа, сексуалност е друг пат. А песна над песните е прекрасна. Саботата во Новиот Завет.
Многу луѓе велат Стариот завет си Стар завет, тоа е за евреите. Меѓутоа ние гледаме дека саботата не е за евреите, оти била дадена уште при создавањето, и кога човекот бил создаден, тие луѓе не биле ниту евреи, ниту припаѓале на било која нација. Нациите се појавуваат со појавата на различни јазици, а различните јазици се појавуваат за време на градењето на Вавилонската кула. И тогаш се појавуваат различни нации. До тоа време немало нации. Значи, пред потопот никако не постоеле нации, постоел само еден јазик кој се говорел. Нациите доаѓаат подоцна. Современиот национализам, кој постои во Европа и на други места во светот, тој доаѓа од 19 век после Христа. Тоа на сите да не е јасно. Тоа што некои луѓе тврдат дека во античко време постоел национализам, тоа нема никаква врска. Од и до 19 век постоеле само мултинационални империи. Во 19 век настанува германската нација, настанува италијанската нација и многу други нации кои денеска, да не зборувам за американската нација, и за останатите кои денеска се млади нации. А нам македонците не велат, ние сме биле измислена нација, вештачка нација. Тоа некои срби ми го велеа порано, ја вам добро, ај се мене да ми објасните што е тоа природна нација, каде она расте, дали е органик, употребувате природно ѓубриво, што е тоа? Во бавча, под пластеник, каде расте? И луѓето се збунети, поготово, посебно оние кои читаат Библијата. Јас велам, вратете се назад, нема националност. Затоа саботата е универзална, оти не е дадена на ниедна нација. Нормално, кога Бог ги создал евреите како нација, Бог инсистира и вели, саботата е ден за одмор и тоа ќе биде знак дека вие мене ми припаѓате. Што значи, ако јас сакам да бидам дел од Божиот народ, јас се прифаќам саботата како знак на припадност меѓу мене и Бога. Сега, саботата во Новиот Завет. Интересно е дека Христос учениците, вклучувајќи го и апостол Павле, имале обичај секоја сабота да одат во синагога. И во Лука 4 глава 15-16 стих се вели дека Христос, според својот обичај, значи нешто што го правел постојано, во сабота отишол во синагога и тој ден читал од книгата на пророкот Исаија, едно пророштво кое се однесувало на Месија. Слично правили учениците и апостол Павле. Сега, овој текст е многу интересен. Лука 23:56. Христос умира на крстот, жените го пратат Јосиф од Ариматеја и Никодим, гледаат во кој гроб е телото на Христа положено, се враќаат во своите домови и Лука 23:56 вели дека во саботата останаа да почиваат, да не работат според заповедта. Сега, некој ќе рече, па чекај, може би не знаеле дека Христос со својата смрт ја укинал саботата. Меѓутоа, мораме да имаме на ум дека Евангелијата не се пишувани дента кога Исус умрел или воскреснал, ниту се пишувани 2 години после тоа, ниту се пишувани 10 години после тоа, пишувани се најмалку 30 години после тој настан. За 30 години христијанската црква си развила своја теологија за многу работи, па и за седмиот ден. И доколку таа црква развила теологија дека Христос со својата смрт ја укинал саботата, тогаш апостол Лука, кој не е евреин, апостол Лука не е евреин, интересно дека тој е единствениот кој ова го забележува. Другите автори на Евангелија не го забележуваат овој настан и овој коментар. И апостол Лука не додава ништо што би било логично да додаде дека саботата повеќе не важи или дека Христос ја исполнил или било кое друго известување. Имате и други текстови во кои Христос сака да укаже на своите сонародници, посебно на фарисеите, на ортодоксните евреи во она време, дека саботата не сме да биде товар. Саботата треба да биде уживање. Саботата треба да биде задоволство. И тие луѓе од своите правила и принципи почнале да прават такви правила и принципи за саботата конкретно, кои на луѓето почнале да им нанесуваат штета. И тоа не е ништо ново.
Тоа не е ништо ново. И дајте да не ги обвинуваме само евреите во Евангелијата. Дајте да ја погледнеме историјата на христијанската црква. Колку тоа теолози, црквени великодостојници и обични христијани прогонували и убивале други христијани само затоа што теолошки се разликувале. До Првата светска војна, во така наречената христијанска Европа, се проценува дека изгинале околу 10 милиони луѓе, бидејќи се воделе теолошки расправи и луѓето гинале затоа што теолошки се разликувале од некои други луѓе. Вистина е тоа? Вистина е. И не е само инквизицијата во проблем. Во проблем се и протестантите на Мартин Лутер и на Улрих Цвингли. Улрих Цвингли се смета дека е првиот чеплан или капелан, воен свештеник, и тој гине на бојно поле. И гине на бојно поле помеѓу две војски. Едната е на Лутер, или ја представува неговата теологија, а друга е она која представува неговата теологија. Кавгата помеѓу Цвингли и Лутер е како да се разбере теологијата на вечерата Господова. Што значи, ние како луѓе, ние сме склони поради теолошките разлики да мразиме други луѓе. Дали е тоа вистина? Се бидеме искрени. Вистина. Меѓутоа, Христос токму на саботата ни вели дека теологијата, каква и да е, не сме да биде причина другиот да биде повреден, да биде мразен и да не дај Бог да биде убиен. Затоа тој на некој начин ја реформира саботата и вели дека саботата мора да биде растеретена од човечки разбирања. Која е содржина на саботата? Многу луѓе велат, добро бе, 24 сати да не работам, па што ќе правам? Ке пукнам. И сега јас ги разбирам тие луѓе, посебно дека работе во овој струмички крај. Вие сте овде македонски јапонци. Не затоа што ставите јапонски јаболка, него затоа што сте многу вредни и затоа што сте многу инвентивни. Значи, каде да одам, за вас зборувам. И велам, има едни луѓе, како и да ги фрлиш, на нозе ќе застанат. Работат многу, и кликерот, како велат србите, им работи опасно. Ако не оди зелка, одат јагоди. Ако не одат јагоди, оди бостан. Ако не оди бостан, оди пипер. Ако не оди пипер, оди нешто друго. Значи, постојано се надмудруваат со мангупите кои се откупци на зеленчук и овошје. Постојано се надмудруваат со природата, со времето, со неповолностите, со скапото гориво, со скапото ѓубриво, со скапата работна рака, ако сакате. И тие луѓе работат. И сега, како е на еден човек таков, кој навикнат постојано да работи и постојано да се грижи. Од земјоделецот не работи само постојано, тој постојано и се грижи. Јас слушам по вашите разговори. Значи, вашата грижа не е само да произведете и да оберете, туку вашата грижа е да пласирате по цена која ќе ви биде исплатлива. И сега тие луѓе треба 6 дена да работат и во 7-миот да одморат. Ај нека одморат. Прва работа, според 3 Мојсеева 23 глава, 3 стих, саботата треба да биде свет собор. Тоа значи да се соберат луѓето на богослужение. И богослужението е прекрасна работа. Од една работа, јас дома самиот или со своето семејство, да се сретнам со Бога, да се молам, да пеам и да проучувам од Божјата реч, што е богослужение, а сосема друго да бидам во поголема група на луѓе и тоа заедно да го сториме и да го чиниме. Кога сум дома, може и самиот да си изберам текстовите од Библијата, оние кои ми ја смируваат совеста. Ама кога ќе дојдам во една група на луѓе каде некој друг припремил, може ќе ми каже нешто што не ми се допаѓа, ама ми е многу потребно. Од друга страна се среќавате со други луѓе. Зборувате за своите радости, зборувате за своите таги и се чувствувате како дел од заедница. Тоа значи дека Бог на човекот не му дал да живее сам. Па ако не му дал да живее сам, зошто саботата да ја помине сам? Кога е поубаво да ја помине со некој друг. Која е другата содржина на саботата? Исаија 58, 13 и 14. Контекстот на овој текст е
контекстот на овој текст, на оваа изјава е постот. И Бог преку Исаија вели ова е вистински пост. Да ги ослободите оние кои се заробени, да ги облечете голите и босите и да ги нахраните гладните. И во тој контекст вели, и ако не одиш во саботниот ден по своите патишта, по своите планови, своите, не Божиите, и ако саботата ја наречеш милина или уживање, Бог ќе те благослови и ќе ти даде да јадеш од наследството на таткото твој Јаков. А Јаков има многу добро наследство. Таа земја не е оваа израелската која денеска постои, која прекрасно се грижат за неа, меѓутоа постои едно друго наследство, една друга земја која не очекува во вечноста. Значи, саботата е време во кое ние ги оставаме своите патишта. Тоа значи ги оставаме своите грижи. Јас зборував пред некој ден дека една од најголемите работи, просто уметност во животот е да ги оставиш своите грижи и да му ги предадеш на Христа. Тоа е една од најтешките работи. Посебно ако сте човек како мене кој сака да има контрола над се. А тоа не е добро. Тоа не е добро. И во саботата ние се ослободуваме од грижите на овој свет. Дали ќе врви бостанот? Дали денеска кога е сабота и пазарен ден во Строница, дали денеска ќе продадев се што сум произвел? Значи, тоа не треба да биде разговор и муавет. Затоа што ако Бог рекол сабота одмарај, Бог е најден начин да го продадеш она и во некој друг ден. И не само бизнисот, не само работата, туку и други работи. Саботата е време кој го минуваме со луѓето кои ние ги бираме. Значи, не сме на работа тој ден. Ја не ги бирам моите колеги на работа. Понекогаш учествувам во интервјуата за работа, меѓутоа тоа не го правам секогаш. Повеќето од луѓе кои се таму, воопшто јас не сум ги бирал. Значи, јас сум таму и ја морам да се прилагодам, морам да се адаптирам. Исто како кога мажите одат во војска. Спиете во една спална со 30 мажи кои прв пат во живот ги гледате и вие мора да се адаптирате на тие услови. Меѓутоа, кога доаѓам во црква, кога доаѓам на Свет собор, вака прекрасни луѓе, нема што да се адаптирам. Нема што да се стегам. Јас сум тука да се опуштам, да уживам. Оти знам дека сум меѓу луѓе кои дошле да се сретнат со Бога и меѓу луѓе кои ме прифаќаат онакво каков сум и меѓу луѓе кои сакаат да ми помогнат да станам подобар. Саботата треба да биде уживање. Ако ја исполниме со богослужение, ако исполниме со време, квалитетно време проведено со нашето семејство и со нашето духовно семејство, саботата ќе летне вака. Сега друг е проблемот. Проблемот е ако 6 дена работиме и никогаш ни најмалку време не одвојуваме за нашите ближни. Тогаш кога ќе дојде саботата, тоа може да стане време на тензии. Мажот и жената, родителите и децата, ако премногу време поминуваат преку седмицата, без да бидат во квалитетен однос, кога ќе дојде саботата, одеднаш се наоѓаат во куќа, сите заедно и некако им е тесно. Мажот и жената не разговараат добро, родителите и децата не разговараат добро. Оти за 6 дена се отуѓиле, 6 дена не се виделе. Затоа саботата всушност представува една опомена на некој начин и едно планирање. Значи, во овие 6 дена јас сакам да се видам со своето семејство, да одвојам квалитетно време. И кога ќе дојде саботата, јас само продолжувам со уште подобар квалитет и уште повеќе време да бидам со своето семејство. Исто така јас ја планирам седмицата во поглед на саботата. Едноставно знам дека ме чека одмор и ќе се организирам така за до петок ги завршам сите припреми за да во сабота уживам јас и своето семејство. Затоа саботата нема само влијание на нашиот живот тие 24 часа, туку има влијание и во останатите 6 работни дена. Саботата ме мотивира да го менаџираме времето преку седмицата подобро, за да саботата биде уште поубава и уште поголема милина. Што значи ние не му служиме на Бога само во сабота, еднаш седмично. Ние на Бога му служиме секојдневно. Ние со своето семејство според Божјата заповед поминуваме секој ден квалитетно време. Заедно сме, разговараме, се молиме на Бога.
уживаме во земниците едни со други. Мажот и жената уживаат во интима едни со други. И кога ќе дојде саботата, тогаш нам ни е нормално да сакаме уште повеќе време да поминеме заедно и како брак и како семејство. Саботата исто така е за тугинци, популарно наречена во овој крај јабанџии. Втора Мојсеева 20 глава 10 стих, самата 4 заповест вели дека во тој ден треба да одмори и странецот, гостинот кој се наоѓа во твоите порти, односно кој живее во твојот дом во тој саботен ден. Уште повеќе, во Исаија 56 глава се споменуваат две групи на луѓе. Едните групи се евнуси, кои му се преклониле на Господа и ја прифатиле саботата Господова. Евнуси се многу популарни луѓе во античкиот свет. Евнуси имале персијанците, евнуси имале асирците и можеби не е сигурно дека ги користеле дури египтјаните. Но знаеме дека асирците и персијанците користеле евнуси. Да се биде евнук во она време значило да се има еден од највисоките статуси во општеството. Евнусите биле администратори и за разлика од популарното верување дека биле само чувари во храмовите на царевите, евнусите биле администратори, врвни администратори, можеле да бидат војни. И кога и да умирале овие евнуси, многу често им се превредувале царски погреби сахрани. Меѓутоа, евнусите не можеле да имаат деца. И во 56-та глава на Исаија, кој е многу интересен дел од книгата на пророкот Исаија. Во тој трет дел од книгата на пророкот Исаија зборува за обновата не само на Израел, туку обновата на целата земја. Исаија од 56 глава до 66 глава, тоа е книга на обнова, книга на реставрација. И Бог вели за евнусите: нека евнухот кој ми се приклонил и евнухот кој ја празнува саботата не вели за себе дека е суво дрво. Суво дрво не дава плод. Евнухот не може да има деца. Иако евнусите се женеле, не можеле да имаат деца од физиолошки причини. И нека не вели евнухот дека е суво дрво. Оти вели на тој евнух ќе му дадам споменик и име во својот дом. Тоа на еврејски се нарекува Јад Вашем. Сте чуле за Јад Вашем? Тоа е музеј денеска кој се наоѓа во Ерусалим и е посветен на сите оние кои загинале за време на Холокаустот. Значи, таа идеја за Јад Вашем музејот денеска во Ерусалим е земена од тука. Меѓутоа, Бог не зборува за овој музеј во Ерусалим. Бог зборува за својот небески дом и вели ќе им дадам вечно име. Што значи име во Библијата? Име во Библијата значи репутација, име во Библијата значи присутност, име во Библијата значи нечи карактер и име во Библијата значи дека оставате потомци позади себе и името ќе ви се продолжи. Оти во Библијата луѓето немале презимиња. Во Библијата луѓето се нарекувале син на тој, керка на тој. И на тој начин името на родителите кои иако ќе починат после одредено време, се уште е живо. Син на тој, син на тој. Или во родословите овој го роди овој, овој го роди оној. Значи, што човек има потомци, на некој начин тоа име останува за подолго. И тоа е интересно. Како старееме, а оставаме деца позади себе, некако имаме чувство дека животот ни се продолжува. Меѓутоа, евнусите не можеле да имаат деца. И Бог вели: не, јас ќе направам да имаат споменик и да имаат име подобро од деца. Што значи Бог станува гарант дека овие луѓе името ќе им биде вечно и нивното постоење ќе биде вечно. Потоа се споменуваат странци. И странците велат за себе: ние сме странци, ние сме отфрлени од Бога. Меѓутоа Бог вели: не. Јас вас не ве отфрлам, туку ќе ве доведам на својата света гора, ќе ве доведам во својот дом и мојот дом ќе биде дом на молитва, вели Бог, на сите
народи. Тоа е интересно дека во Библијата имате идеја дека саботата не е само за израелци, туку е за сите. И посебно кога се говори за обнова на целото човештво, се зборува помеѓу останатото и за саботата. Наместо заклучок, саботата е предизвик кој Бог ни го упатува на сите нас. Значи, тоа е предизвик. А јас тој предизвик го формулирам преку Псалмот 34:8, каде овој текст, вториот е цитат. Вкусете колку е добар Господ. Ова вкусете, апостол Петар подоцна во Новиот Завет вели испробајте, тестирајте колку е добар Господ. Затоа еве еден тест, една проба за Господа пред нас. Одлучите вие и вашето семејство да празнувате една сабота во животот. Припремете се убаво за таа сабота. Припремете храна во петок, изчистите го домот во петок, завршете со перење во петок, завршите ги сите обврски во петок. Дури ако не ги завршите, стопирајте ги. И од заедисонце во петок навечер до заедисонце во сабота, бидете заедно со семејството, бидете заедно со светиот Божи народ на Свет Собор, одморете убаво, јадете убаво, бидете со семејството, молете се на Бога, пејте му на Бога, проучувајте го писмото и ќе видите колку е убаво да во тој остров на времето се ослободите од своите грижи, од своите маки и од сето оно што не мачи во овој свет. Пробајте и вкусете колку е добар Господ. Или ајде да пробаме сите колку е добар Господ. Амин.